Откако Европската Унија по трет пат го одложи разводот, што првично требаше да се случи на 29 март, Британија, нејзиниот парламент и електоратот остануваат поделени за тоа како или навистина дали да се спроведе Брекзитот. Џонсон, кој вети дека ќе го оствари заминувањето од Унијата на 31 октомври во стилот направи или умри, побара избори на 12 декември за состав на нов парламент. And there is only one way now. There is only one way now to move this country forward and to have that debate, and that is to get Brexit done. And there is only one way to get Brexit done in the face of this unrelenting parliamentary obstructionism. Џонсон во сегашниот парламентарен состав нема мнозинство што ги фрустрираше неговите обиди да го ратификува во последен момент договорот за развод, кој го постигна претходно овој месец со Европската Унија. Во редок парламентарен успех за Џонсон по низата порази, неговиот краток предлог закон за избори на 12 декември беше одобрен со 438 против 20 гласа во долниот дом. Лидерот на опозицијската лабористичка партија Џереми Корбин беше против изборите, се додека беше на маса Брекзитот без договор. Но сега, кога Унијата го одобри третото одложување на Брекзитот до крајот на јануари, тој изјави дека условите за избори се исполнети. Пред гласањето премиерот Џонсон изјави дека парламентот го спречува Брекзитот и со тоа ја оштетува економијата, ги спречува инвестициите и ја расипува вербата во демократијата. Првите божични избори во Британија од 1923 година ќе бидат многу непредвидливи. Брекзитот на различни начини ги замори и ги разлути гласачите, истовремено намалувајќи ја традиционалната лојалност кон двете најголеми партии, конзервативната и лабористичката. Ако ниту една партија не победи, тогаш Брекзит, ќорсокакот и парламентарниот хаос би можеле да продолжат.